10 часот и 1 минута. Ве поздравувам повторно. Се враќаме во студиото, направивме кратка пауза, заигравме ние Оро, да не се грижите, се вклучивме сите во тоа и може видеото да го проследите на социјалните мрежи на Утринска Здраво Македонија, се разбира на Инстаграм и на Фејсбук. Ние се продолжуваме со разговорот со нашите гости, им подготвивме една игра која што вам ви е добро позната, но ним не име. Треба да си влечете по едно прашање, кое што е малку по-приватно и неформално. Повелете. Подадете го садот натаму слободно, ве молам. Секако се повелете. Благодарам многу. Фала. Нема избор за Жаклина. Да. Ајде, Гордана, ќе почнеме од вас. Повелете. Кое ви е милено македонско село и зошто? Значи, без конкуренција, најомиленото македонско село е селото од каде што потекнува мајка ми, тоа е селото Зовиќ, кое што е карактеристично по мостот, кој што многу го промовираше Милчо Манчевски филмот Прашина, нели, и од тогаш натаму многу туристи се сјатија баш во тоа село, да, и ми е најомиленото затоа што ми буди многу убави асоциации на детство, на безгрижност. Секое лето го поминував на таа река со мајка ми која ме носеше на одмор таму. Нормално им да си ги види незините родители и братот што живееше таму, им да ете така. Едноставно така живеевме во тој период и ми е најомиленото нешто. Значи таму има една таква енергија чудна, толку магична која те обзема и она буквално не те пушта. Не знам, не можам да го опишам со зборови. Кој бил таму знае. Селото живее ли само? Па живее само многу, како да кажам. Селото на мојата мајка и баба има само 6 жители. Сега не знам, јас одамна не сум била таму, 2019 чинам бев за Великден последно и после фати нели ковид, па едно па друго и некако не сум била, за жал немам таму никој жив веќе, што значи можеби еден братучет кој што има паралелно куќа и во Битола, така што таму оди само можеби за викенди, што значи не е постојано таму. А меѓутоа многу спомени, многу убаво место, многу. И секогаш одам до мостот, обавезно да го видам и да го преидам. И тоа мислам таму учев и да пливам. Во таа река има онакви као кругови се, баш како очи личат од горе, вирови, да? И во тие, онаки се малецка дете, али многу убави спомени, многу. Да. Благодариме за одговорот. Игор, вашето прашање и одговор? Интересно прашање. Кој е вашиот најголем животен успех? Имавте време да размислите? Да, па добро, сега интересно прашање, дека да се навратам во транзицијата, бидејќи живеевме, растевме, имавме многу неуспеси, бев неуспешен фудбалер. Можам да кажам дека најголем успех во мојот живот е семејството, Бог ми дари едно машко, едно женско дете, машково дете, синот тренира фудбал и е доста успешен и мислам дека најголемиот успех ми е тоа што би требало да стане надежен фудбалер на оваа држава и со тоа да го исполни вашиот сон. И мојот сон да го исполни и да остане во оваа држава и да продолжи да живее. Но сте го прашали ли дали тоа е неговиот сон или го живее вашиот неостварен? Па добро, родителите обично последни се прашуваат за такви нивни сонови, но мислам дека имаше големо влијание од моја страна за неговиот избор на спорт, да, и се надевам дека тренира во одреден клуб? Да, во работнички. Одлично. Во младинските категории, се надевам дека ќе биде све окей во наредниот период. Се разбира, нема зошто да не биде. Да. Жаклина, вашето прашање? Прашање кое мислам дека емисијава ќе заврши ако почнам да го одговарам. Молам, почнете. На кој начин го прославувате први мај кога бевте дете? Ова прашање и вам ќе ви го поставиме, размислете. Да. Нешто најубаво детството го поминав во Скопска Црна Гора, потекнувам од таму, од село Мирковци. Чест ми е што сум од таму и како дете одевме по планините. Значи, Скопска Црна Гора ја шетавме, да кажам, цела како деца. И така го поминувавме први мај, со друштво, со убави спомени, детски спомени, што никогаш не се забораваат. Планината е нешто најубаво што го имаме ние тука кај нас и така да
1 мај ни беше секогаш излети со друштво на планина. Да. Како вие си го дочекувавте 1 мај порано? Гордана? Да ти кажам, немам некои спомени што ме врзуваат за 1 мај. Може би некаде кога поднараснав за сама додам со друштво, се сеќам на некој така као одења некаде во блиската околина на Битола, пошто сум битолчанка и така некој што ќе има куќа некаде во викендичка. Од друштвото ќе одиме, меѓутоа тоа некаде датираш од кога направив 5-16 на години. Претходно немам некакви сеќавања, бидејќи живеев само со мајка ми и некако секогаш кога ќе беше тој неработен ден, она си гледаше да си ги обави обврските што застанале дома и некако тоа. Немам спомени конкретно што ме врзуваат за 1 мај, додека не почнав самата и тоа траеше известни колку 3-4 години, ете 5 нека се после кога си дојдов во Скопје да студирам, обично за 1 мај одев дома и пак така да се видам со пријатели, што значи не некои спомени од аспект на не знам скари или нешто такви. Ништо значајно. Ништо значајно. Паметите, да. Не. Игор, вие? Не може да не е значајно, 1 мај е секогаш значајно. Секогаш е значајно, моето видување, моите искуства ги споделив само искрено. Малце да се нашалиме. Така. Секогаш. Па добро, јас што знам, не знам. Секогаш одевте на протест? Па да. Ајде. Но нажалост, откако порано и 1 и 2 мај беа празнични денови, па луѓето на 1 мај одеа на протест, а на 2 мај одеа на скара. Откако се сменија овие законов за празнициве, Скарата е приоритет. Традицијата се врати еден ден поназад за наша жалост. Немам некој, како дете, например, ако мислите на такви сеќавања, родителите сигурно излегувале на протест, а ние на 2 мај сме биле на скара со нив, некаде околината на Матка, на езерото Треска. Такви некои спомени што кажа и актерката, бледи спомени. Да. Бидејќи треба да стигнете и на денешниот протест во 11 часот, ќе започнеме со вашите фотографии, да ги скоментираме, веднаш потоа ве ослободуваме. Повелете. Ајде, да. Ова е спортски игри, значи СИЕР организира на ниво на цела држава. Од минатата година и на меѓународно ниво колегите од Србија, од металната индустрија, синдикатот за металци, исто се така наши гости. Традиционално секоја година во Охрид се одржуваат, имаме некаде околу 500 до 600 учесници и можам да кажам дека тука нашите членови се дружат, 4 дена траат спортските игри, се забораваат на нивните секојдневни проблеми. Да. Има журки, има пеење, има влечење јаже, има ова колешката од Либерти, конкретно и нашите колешки се надпреваруваат во влечење јаже, што морам да кажам дека е поинтересна дисциплина, бидејќи нашите колешки го влечат тоа јаже. Имаме дисциплини фудбал, кошарка, има одбојка, фудбалот секако е најинтересна дисциплина на спортските игри. Ова е рударско окно, значи мислам дека е од рудник Саса ова, бидејќи таму има 2-3 влеза, да, тие се наши членови. На жалост, Тораница и Булмак пробишти не се веќе членови откако се смениле некои структури од пред 10 години. Се надам дека ќе дојдат и тие рудари кај нас. И им посакувам на овие наши колеги секогаш кога влагаат и кога излагаат да го гледат овој знак среќно. Ево, ова е некоја фудбалска екипа од завршен надпревар. Учествуваат нашите колеги тука во Скопје, бизнис лиги, играат мал фудбал, значи се дружат. Убаво е да се членува во синдикат. Не знам зашто толку е страшно кај некои работодавачи дека имаме и такви ситуации каде што не можеме да влеземе во компанија да ги организираме тие наши работници. Ова е посета на Туркметал, нашиот братски синдикат. Секоја година одиме во нивна посета.
разменуваме искуства, одиме во нивните компании, гледаме они како се синдикално организирани, а конкретно ова е Евроазиска федерација, каде што и нашиот синдикат членува. Таму повеќето, и самиот назив кажува Евроазиска, од Балканот сме ние и србите членови. Турција е како главен носител на оваа организација. Тука се русите, украинците, Киргизстан и тие азиски земји. Интересно е и со нив да се седне на маса, да видиме како работат тие наши синдикални колеги во овие земји од другиот свет. Ова е председателот на Турк Метал, нов председател имаат и они. Тука доделуваме некоја плакета од, мислам дека е од камениот мост од Скопје. Имаше свеченост 35 години од формирањето на Евроазиска федерација. Исто во Турција, во Анкара е ова. Ова е, не можам да видам далеко, ама сигурно некоја работилница меѓународна каде што учествуваме ние на некои обуки, конференции и така натаму. Доста сме активни, значи на меѓународен план. Членуваме во Индустриол, Европа Индустриол, Светската федерација, онаму каде што во нашата бранша сега да сме присутни и мораме да видиме тие наши колеги како и црпиме едноставно искуства како функционираат, бидејќи секако они се понапред од нас и во работничките права и во организацијата и ова е посета на Волво фабриката минатата година. Бевме во Гетеборг, делегација од СИЕР, мислам дека бевме околу 15 луѓе и ова е едно добро искуство. Таму во таа фабрика работат доста македонци, што е интересно. Значи, ни кажуваат они како им се условите за работа. Можам да кажам дека е една прекрасна фабрика, задоволни работници и супер искуство. Ова е... Па и ова е... Мислам дека ова е во... Некоја размена исто, веројатно. Мислам дека исто ова со турците некој конгрес пред 2-3 години имаше, да. И малку ми е далеко, не можам да видам точно, да. Ова е посета на Гетеборг, кога бевме во посета на ИФ Метал, шведскиот синдикат. Ова е представник задолжен за колективно договарање на членовите на синдикат. Интересно, кај нив во нивните синдикати, они функционираат на различен начин. Значи, они имат поединци задолжени за секоја фабрика, посебно се договараат за колективно договарање, што мислам дека... Кај нас не достига? Мола? Кај нас дека не достига? Па не, и ние имаме екипа за такви работи, но ако се споредиме шведскиот модел на синдикално движење во нивната земја, они го имаат пресликано од бившиот социјалистички систем од Југославија и сега ние тоа сме го имале, но сме го изгубили и сега ние повторно да кажам учиме од нив. Интересна организација. Ова е во Волво, во синдикалната канцеларија. Значи, таму сите компании имаат синдикални канцеларии во рамките на компанијата и функционираат доста успешно. И можам да кажам дека доста наши иселеници се присутни во синдикалното движење во Македонија. Добро, имаме, мислам, уште една фотографија. Ова е од последниот наш протест на 2 април, каде што излеговме и пред собранието, и пред организацијата на работодавачи, и пред собрание, и кажавме дека имавме јавна седница и ги упативме нашите барања, што веќе и на претходниот 1 мај ги упативме. Минимална плата од 500 евра за македонскиот работник, бидејќи мислиме дека со оваа плата 396 евра, што е моментално минимална плата, не може достоинствено да се живее Македонија и верувам дека ќе го постигнеме тој успех заедно
сите заедно, а верувам дека и вие после ова моето гостување кога ќе заврши емисијата ќе ни се придружите на протестот. Ќе ве ослободиме затоа што Да. ако рековте дека ви се бледи спомените од 1 мај, нека ни биде блед споменато. Денеска имате протест кој во 11 часот се одржува, така да ви посакувам многобројност и да се остварат конечно и македонците неминовно во кој синдикат се да имаат вистински работнички права. Може да ве ослободиме да ете не напуштите Фала на со поканата оправдана уште Ви причина. благодариме многу за гостувањето. Се гледаме повторно, се надевам не дури на 1 мај следната година. Ние продолжуваме со фотографиите од останатите наши гостинки. Гордана е наред. Веднаш до мене, да, малку ќе зирнеме и во вашиот приватен живот, но и нешто од вашата кариера ќе погледнеме. Може. Повелете. Глумците пеат минатата година. Тука сум хореографска точка ова моја, пошто номерата ја пее Нина Елзесер. Таа е млада моја колешка од новопримените од Драмски. Тука играм, учествувам у хореографијата за незината точка. Несебично, мислам, се даваме, тука си помагаме, не без оглед кој пее. Овде сум на сет на едно кратко филмче. Ме средуваат тука за пред да почне снимањето. Neon Hearts се викаше филмчето, во режија на Ана Јакимска. Кратко филмче за потребите на Факултетот за драмски уметности, нешто, некој, не се сеќам точно како беше. Ова во средина е мојата керка постара, која ќе наполни за скоро за 15 дена од сега 30 години. О, браво. Воедно Нека и живее мајката од левата страна е мојата сестра и јас. На матурска на керка ми, тоа е пред многу години. По меѓувреме она дипломираше, стана лекар, сега моментално специализирана кардиологија. Секоја чест. Значи не е по ваше стап. Не. Ова сум јас исто лани на Глумците пеат. Многу убава фотографија. Благодарам. Тоа е тоа што нас не весели, сцена да видиме и одма насмеани, ништо не ни недостасува, ни плата, ни да. Исто така од Глумците пеат минатата година, исто така учествував во хореографија на Ања Митич, која што ја изведе маестрално Молитва. И баш ми е многу драга, бидејќи така имаше многу тука емоции разменети. Да, имаше емоции, да. Исто така ГП, Глумците пеат, кај што делам полјупци нешто тука. На крај беше ова. Веројатно некој ме свикал од публика, гоца, па јас да. И одлично да возвратам, благодарам. Овде сум во Тетовски театар, гостував во представа, играв малограѓанска свадба со Арџент Хасани, тој ми е колега од Тетово, односно гостиварец, меѓутоа работи во Тетовски театар. Игравме на македонски јазик, ја направивме представата малограѓанска свадба и штета многу малку пати се изигра. Меѓутоа, пошто сум гостинка таму, не можев да влијам никако за да речам да има подолг век представата, беше одлична, многу добра представа. На македонски јазик со колеги од албанци. Пола. Ова е исто од представа во МНТ, исто што многу малку пати се изигра, Госпогиците од Авињон. Сите жени на Пабло Пикассо, мислам сите, 5 од неговата слика што е Госпогиците од Авињон. Јас се играв Франсуаз Жило, таа што беше жива, мислам дека и се уште е жива, ако не се лажам. Да. Франсуаз Жило, гостував у МНТ. Ова е со председателката Гордана Силјановска. Ова е на Света Софија со мојот многу драг колега, веќе покоен Љупчо Тодоровски УПА и Мони Дамевски. И јас учествувавме, тоа беше уствари еден перформанс по повод на целиот омаж на Блаже Конески, го имаше направено УПА во целовечерна, како да речам, па као представа, можам да ја наречам, бидејќи он рецитираше поезија од Конески, ние му бевме гости со Мони и јас баш се сеќам ми падна честа да ја интерпретирам тешкото. Значи исклучителна Вие дело. Вазов. Толку. Добро, не знам сега. Ова сум на сет на приказна која што ја снимав со исто покојни Ванчо Петрушевски, ми беше партнер директен тука. Мислам, маш ми играше, јас му бев жена, една, како се вика, некоја инатлива жена, многу интересна приказна. Имам многу спомени со приказните, сум ги оживувала сите мои баби, прабаби, некако низ призма на тоа, сум ги
им давам живот и уште живеат и сакам и моите, да речам, внуци да го знаат тоа и ако можат на некој начин. Ева сум со колешките од Турција, овие не знам дали се сеќавате. Познати колешки? Па да, Фикрет и Джеврија играа во една серија кога лисијата паѓаа, така се сеќавате. Ги сретнав случајно на стража во Охрид, враќајќи се. Да. Сосем случајно, ние се враќавме од фестивалот Охридско лето со представата со која гостувавме, а они биле гости дали Драган Вучич, некој правеше некои емисии таму. Правеше тој, да. И знам биле гостинки, јас чекајќи си кафе на стража, некој ми вика позади, погледни, нешто се створи некоја гужва, видете, ете, а Фикрет. Се вртам и навистина колешкава од турските серии. Синхронизира во таа серија, меѓутоа не ни една од нив две. Ферхунде бев јас, и ден денес така ме вика, да, Ферхунде. Значи тој ли што ми остана? Да, тој што ми остана од тоа време, иначе после имав и многу други. Да, се сеќавам. Овде сум со Леле, мојата Лана. Ова ми е златен ретривер куче што го чувам веќе 10,5 години и да ми живее уште толку, дај Боже, пошто ми е такво нешто, мислам, таква љубов, кој чува куче знае. Да. Не би повеќе за тоа да зборувам. Милиниче, кој има Милиниче, значи знае, тоа е една безусловна љубов што не се објаснува. Не се објаснува со зборови, ете така. Стално ми е така, у раце си играме заедно, Нови години. Овде сум на некој поетско читање на промоција на книгата Фереџи Бројаница на поетесата Лилјана Нелковска, што е таму во средината, што седи. И читав незината поезија. Ме викаат така од време на време за такви некои ивенти, такви настани. А се љубам често и јас да си напишам по нешто, така си се искажувам себе си. Следно ќе дојдеме на кафе кај вас. Ова е, повелете. Ова е мојата помала керка, што моментално е во Валенсија, со Еразмус Плюс, таму го учи четврта година, 8-миот семестар од студиите. Моментално е во Валенсија. Денеска е во Мадрид, да ја поздравам. Така, чисто одлучила. Како се снаоѓа таа? Не, борете. Сега борете, да, имав еден стрес имав страшен кога не можев да ја добијам никако. И тоа е мојата помала керка. Екатерина. Поздрав до нејзова, сум јас. Пред добри 28. Па не знам, Цеце, дали си била родена кога е сликата направена. Ако е пред 28, ова е, сега ќе ти кажам, 97. Па јас сум 97. Да, точно. Оваа слика е тогаш, само што дипломирав и имав една фотосесија за некој магазин. Не се сеќам како се викаше. Да, дали се викаше портрет. Не можам да се сетам, али беше исклучително убав, со богати содржини и не промовираа. Тогаш бев тазе дипломирана таа година. Културна секција каде што да, се тогаш промовира. Дипломирав и тогаш она буквално не промовира. Добри 2-3 страни имавме во тој магазин секој. Да речам секоја недела имаше друг или актер или режисер или драматург од таа фела и не промовираа со име, презиме, што како сме ние. Тогаш бевме надежите на македонското глумиште, а дали го оправдавме тоа? Се разбира дека го филмска оправдав. секција во телевизиите и филмски редакции, но да се надеваме на едно подобро утре. Да продолжиме со фотографиите на Жаклина, да видиме што ни подготвивте вие. Така, ова е слика од концертот на танец. Звонреден, мајсторен концерт, секоја чест. Тука бев свекрва. Затоа што со годините така одиме ние во улогите кај нас во танец. Да. И ние у театар да играм. Тоа е слика од концертот танец. Добро. Така. Ова е моето семејство, што кажувам, моите деца. Да. Ова е тука, мислам дека Канал 5 беше... Се радувам што ве запознав и што бевме тука присутни во... Таа слика е тука, сите собрани, убаво снимање, убаво дружење со дечињата. Имаме други. Ова се слики од настани во нашата општина, затоа што многу често има настани во училиштата каде што работиме. И секогаш децата се желни да се сликаат и тоа се слики од таму. Многу убава фотографија. Многу, да. Односно две. Да. Ги запазивме да ги сликаме и од едната страна и од другата страна дечињата за да бидат сите присутни на сликата, да бидат среќни. Добро. Ова е од Косово, од Призрен, на меѓународен фестивал. Учествуваме ланската година, бевме таму.
И многу убаво дружење, значи со фолклорот секогаш има убави дружења, убави патувања, запознавања децата. Нешто најубаво. Да. Размена на култури. Да. Ова е од сегашниот наш концерт, од јубилејниот, од таа кореодрама. Морам да ја спомнам, еве сега тука имаме актерка, да ја спомнам наставничката Александра Јордановска, која ја спреми текстот и глумата на децата го работеше она. И вистина вложи труд и многу убаво го направи сето тоа за нашето студио за децата, како да играат, така она да ги спреми за глумата. Браво. Ова е крајот на концертот од моите деца. За крај слика од сите нас. Да, многу убава фотографија. Ова ни се нови, да кажам, капи направени носи. Ова е носија од Миравци Гевгелија, за Лазаренки. Многу се убави. Да. Специфични, да. Така да се трудиме и да што кажувам, стилизирани, но убави оригинални носи, да правиме, да личат на оригиналот. Браво. Еве ги, тука морам да кажам, затоа што машката популација е многу малку застапена во фолклорот. Апел до сите за да се запишуваат на фолклорот, затоа што да членуваат во фолклорните секции и друштва. Нема нешто побаво од тоа, а машките некако се издвојуваат по спортот и се, но треба да бидат застапени во фолклорот. Фолклорот е како со женски, така и со машки. Подеднакво да биде, да, затоа што групите повеќе ни се девојчиња, помалку машки, некогаш не можеме да направиме кореографија, затоа што има многу малку машки. Да. Повеќе се девојчиња. Затоа да ни се приклучат машките. Ова е исто од концертот Бркање на чумата за празникот Еремија. Така, таа слика е ова, градоначалникот на општина Бутел, голема благодарност до него секако. Огромен поздрав и до него, пријател и на нашата емисија и секогаш сте тука. Секој млад човек што навистина не ги двои ниту националностите, ниту, да кажам, спортист. Не е само по спортот, туку е и по културата, и по образованието. Прекрасен човек, прекрасен млад човек. Да. Имаме уште нека фотографија? Ова е тоа што кажувам од наставничката Александра, што ја спреми кореографијата и драмската изведба од неа. Голема благодарност до неа. И ова е последно. Ова се водичарките од истиот концерт. Ние повеќе слики прикажавме сега од концертов, затоа што вистина се традициите пред се на концертов и сакавме да доловиме до македонската публика нашата традиција, што е да ја чуваме и да ја негуваме. Споминавте празници кои ги имаме подзаборавено, Еремија, значи празници и имиња кои што се носеа порано, да ми се викаше Еремија, имиња кои што се заборавени. Концертот беше од Бадник, Водици, Чист понеделник, затоа што и многу не го знаат што е тоа, значи нели завршуваме со Чист понеделник Прочка, па Чист понеделник и потоа почнуваат постите за Великден. Еремија, тоа е бркање на сите зли сили, да кажем, од полињата, за да почне жетвата. И порано се давали имиња со символика, особено во времиња кога невремиња се живеело. Така. Да, времето ни е кратко, тука ќе ви се заблагодариме за гостувањето, се надевам дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете во Здрава Македонија. Секогаш сме тука за да не поканете. На нашите гледачи да им честитаме 1 мај, да им посакаме да вистински го одбележат денот. Да, се разбира, ние продолжуваме со музичко парче, потоа се враќаме во студиото.